Добар ви ден, почитувани гледачи! Денеска екипата на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија заедно со членките на Сдруженијето Мајка традиција од Прилеп дојде на гости во селото Самоков, поточно на покана од сопствениците на Домот за стари изнемоштени лица Сувенир. Ова е место каде што само човек може да посака да дојде. И уште еднаш, се уверувам дека нашата Македонија е најубавата земја во светот. Затоа што додека градот гори, ние се ладиме тука покрај оваа река, уживаме покрај овие дрвја и сенката нивна, и тоа е место каде што навистина доаѓаат, што се велат, постари луѓе да живеат овде, а животот им се продолжува и уживаат. Ние си ја продолжуваме нашата работа и денешната задача, а тоа е да споделиме рецепт со вас. Денес имаме една ексклузивна чест на моје огромно задоволство да ви ја представам членката на Мајка традиција од Прилеп, господјата Маргарита Неделковска, која што е една од навистина поактивните членови и секогаш на сите наши средби досега, како се вели Магде, било љубов на прв поглед. Љубов на прв поглед. Така, меѓу тебе и мене. Позитивни. Така, и секогаш ми е мило кога ќе се сретнам со тебе, а посебно сега што си ни гостинка во емисијата Вкусот на традицијата со рецепт на денот. Кажи ми како си, што правиш во моментот, како е да се членува во Мајка традиција, што се случува во животот сега во моментот? Во моментот, време на одмори, се оди по одмор, по викенди, се шетка. Мајка си на? Мајка сум на еден син. Нека ти е здрав и снашка. Така. Да ми се здрави и живи. Супер, Супер браво. ми се и двајцата. Така е, за љубаво семејство, со Мајка традиција. Со Мајка традиција се дружиме, си прошетуваме, си се најдуваме, кафенце, еднаш неделно в град, кај тетка Љубица и така. Си имате активности, нели, постојано? Си имаме активности, постојано, времето ни поминува, неколку сати се дружиме, па некој е смешки, па некој е виц, па така, некој нешто ќе каже и денот поминува. Така. За тебе секогаш велат дека си многу хуманитарна личност, затоа што секогаш сакаш да дадеш, да помогнеш на сите, и јас морам да ја издадам, да ти издадам, да кажеме, ама во позитивна смисла. Кога дојде овде, ти не седеше мирна. Веднаш пристапи кон помош на старо лице. На старите лица и направи се што требаше за нив, тоа тоа од своја лична желба. Од желба ми кажа Филип и Добрица што треба, што е проблемот, тој е проблемот. Сега што си ти по професија? Јас бев акушерка. Работев како акушерка, а после тоа работев на ортопедија, мерев дезиндометрија на остеопороза на жените и имав 42 години стаж. Браво, Магде, браво! Пред 62 години си го зедов одморот и се замина во пензија. Браво, секоја чест. Доста беше. Доста беше, така. Доста беше, животот е краток. Сигурно, супер. И секако си активна на сите полиња си активна. Не мирувам никогаш. Така. Не можам да мирувам. Активна сум по цел ден во движење. Тоа е. Така. Еве уште една твоја активност. Рецепт на денот. Што ќе ни подготвиш да ги израдуваме нашите гледачи со ништо што досега можеби не го направиле? Не, ништо посебно, меѓутоа прилепчани го велат газдински доручек. Газдински доручек. А значи кога се однесува до Прилеп, мора да е све големо, мора да е се богато, мрсно, газдинско, така. Жените издотерани, наманикирани, се поред. Значи се двоите прилепчанки. Да си биде за себе уредна. Прилепчанки посебно сте такви. Посебно. Еве и да поздравам мојата добра пријателка Блага Петреска, така како вика. Нема вода стои, ја не стојам, такви се прилепчанки. Вредни, да. Што треба се да се направи овој газдински појадок?
Треба 7-8 пиперки ако се помали, ако се поголеми. За помалце, еден газда само или за целата? За него може само? за двајца. Зависи кој колку јади. Така? Се знае масло, Добра. солца, јајца и биено сирење. Колку јајца ставаме Па или за 8 отплика за овие пиперки? 4 до 5 јајца. А колку биено сирење? Значи, овој појадок се разликува од другите побогат да биде. Затоа што се стави и ова прилепско биено Да, сирење, да што биде- се прави токму само кај нив. И затоа е посебен овој Побогат е специјалитет. повеќе биено сирење. Повеќе, значи 300-400 грама ќе одат. Многу е, не. 250 250 грама. Така и малку пченкарно брашно. Малку се, после че се види, бијаното сирење се брбела во пченкарно брашно, Така. за да не се залепи за тавчета. Така. Ајде сега да почнеме, јас ќе ти направам место. Значи, прво ги средуваш пиперките, така? Да, прво пиперките, Добро. еве вака, овде ќе ги ставиме. Така, ова ти е тавчето за пржење, можеш и да го ставиш тука. Значи, на поголеми парчиња. Не многу големи. Затоа што ако се многу големи, не се симпатични во тавчето, барем за мене. Така. Барем за мене. Добро, ти направи си го како ти што Знаеш си како? го правиш. Изгледаат како- Еве ти види ова нож ако ти е Добро е, поостро. добро е. Добро е. Знаеш како поголеми изгледаат по грди. Така. Мене барем така ми делува. Може и јас да ти помогнам? Може, за побрзи на да твој бидиме. начин. Ти Да. како што сечеш За и јас побрзи ќе да сечам. бидиме. Добро. Обично му ги вадам семките, Така. да нема семки. Добро. Иако се поситни, се посимпатични и побрзо се пржат. Ете, така да има некоја љута изгледа. Вероватно. Нешто ми замириса. Или е кај тебе, или е кај мене. Ако, ајде. А овие Нема убави врска. пиперчињава, Овие изгледа се бавчанџиски, домашни. домашни, така ми личат. Вероватно. Да, така ми И личат. према сечењево, Да. Сега да ги направиме баш како што треба, да не ни Добре. најдат мана. нема да Се ни најдат. шегувам. На пиперка мана не се Нели? најдува. Македонците не Како најдуваат. сладко човек ќе се најаде кога што дае со пиперка? Само пиперка да е Леле, македонците. само пиперка да е, да. Зимо, лето пиперка да е. Пиперка баш па и зимно време. Та пеглани, овие Со туршија. туршија, Да, ајвари, сето ето. да. Евете така. Јас све на рака дома кога правам, се на рака сечкам. Јас на рака. И блендер, и блендер. Џабе дома и даски, Ништо. и шо не, ништо, све на рака, све на рака. Може да се загреи Така. маслото, сега читуриме. Дај ми го ти тоа наваму мене тавчето. Се имаме малку водичка и со крпава да видам. Да бидеме Да го малку земам малку. побрзи во интерес на времето. Да. Вака. Добро. Така. Ај види колку масло ќе треба? Па отприлика 1 децилитар да се добро покрие. Е. Да. Добро е? Добро ти мрсно ќе Добро. биде. Еве, тука. Ајде сега да го запалиме тоа. Еве ти. Го ставивме маслото да се загрее. Да се загрее. Па вака со двете раце да фатиш ти? Ајде. Ете, така. Сега сме на пикник. Немаме сите услови. Да се снајдиме со Леле, тоа што шубаво место ова за имаме. мерак. Значи, прво ги пржиме пиперки. Ги пржиме пиперките. После тоа го ставаме Аха. Сирењето, еве да си го Сирењето. насечеш. Дај вака ова да го Да. фрлиме тука. Ова. чеки. Ајде. Ете, Добро. така. Супер.
Одлично. Какво убаво сирење. Прилепско. Супер. 4 парчиња, доста са. Нека си стои. Тавчето ни е толкаво. Аха. Не можеме повеќе да ставиме. Значи на пола. На сечеш. пола. Добро. Солца му ставаш затоа што ова биено сирење солено ќе ставиме во јајцата. Во јајцата. Ова е солено. А, добро. Може јас да ти ги искршам јајцата? Може. Ајде. Ова е солено сирење. Да. Многу сол не ставаме. Добро. Значи рековме 4 јајца ќе ставиме. Толкаво ни е тавчето, може и 5. Може и 5. Може. Значи од 4 до 5 јајца. Да. Ајде уште едно. Едно од нас. Едно од нас, нека оди. Така, сега овие ќе ги кренам настрана. Значи ставам малку солца. Малку солца, зашто сирењето е солено, да. Уште малце. Че го Добро. Така? Да. Да, оти колку и да е солено сирењето, кај што нема да биде допред до него јајцето, пак ќе остане како така, безлично. Нема, значи, во прилепо на овесни пахулици. Има, се има. Кој што јади... Не, сакам да кажам, поише се јаде вакво нешто, така? Па чкембе чорба, па кукурек, па... Кукурек се јаде напролет, за Великден. Така? Чкембината исто тогаш, во зима се јадат ширдени, чорби, телешка чорба, пилешка чорба. Еве ги јајцата се готови. А што најповеќе сака да јадат прилепчани? Еве да кажеме во овој дел од годината на лето. Пиперки, сем пиперки, други оние главни јадења, што правите? Сега летово се јадат полесни јадења. Јас, например, ги знам старските јадења, долма, не знам дали сте слушнале. Тоа се полнети тиквици. Ги празниш, го спремаш меленото месо, исто како за мусака што го спремаме. Ги полниш тиквиците исправени, ги редиш во тава и ги ставаш во релна да се потпечат. И после ги преливаш со нешто? Со павлака, најчесто со павлака. Со павлака и јајца му ставаш или само? Само павлака. Да. Значи со павлака или со млеко кисело. Напролет е највкусно сарма од лозов лист. Од лозов лист. Лозовиот лист прво се обарува. Оне младиот, аман кога ќе почне. Многу млад кога ќе почне. Срмичките виткани, долги, не само на турските серии што ги гледаме, него и ние знаеме да виткаме. Нека дојдат они да учат кај нас, Нека дојдат тие да учат кај нас. Се прави за дуовден. Старите правеа јагнешко месо, чорби од јагнешко, печено. Значи полесно. Сега свинското е многу тешко за јадење. Ај кажи ми за ширденот. Дали сега, например, во поновото време, порано, нели се возело да се дојде до Прилеп да се јаде ширден? Да. Така? Дали е се уште во рестораните да може да се најде ширден во секое време? Андријана, во рестораните го има, меѓутоа ширденот. А дома да го направиш потешка? Ширденот во ресторан не може да ти го спрема тие за 2 сати. Колку треба еден ширден да се направи? Мојот покоен маж спремаше се. Значи, месо сецкано, телешко, свинско, јатки, јагнешки. Така, тоа е овој дел тука. Да. Сето наредено. Ширдените ги значи црн пипер, јенибар, црвена пипер, сол. Сето тоа готово, ги полниш ширдените, му тураш оривче обавезно малку месото да стегни. Ги полниш и со малце внатре во нив, топла водичка. Значи многу малку. Со чечкалица се фајчат, старите некогаш
со конеци со игла ги шијале. Ние со чечкалица ги редиш во тавата и на многу тивко. Со сати се пржи, Со нели? сати. Со сати се печат. Се печат и ако може, значи си имаш во тавата водичка и мрсно, ги полеваш помалку. Ако ги превртуваш, тие ќе пукнат, ќе се растурат. Значи само полевање Само на ги таков полеваш. начин. 5 Да. сати му треба? Па 4 сати обавесно. Сигурно, да. Обавесно. Да. Јас за во кафаните не знам, али за дома знам како сме спремале. Так. И иделе сите сакале да дојдат кај нас на ширдени. На ширдени. Ете, причина за другарување. И убави вечери, и убави седенки. Убави вечери, убави седенки, се беше многу убаво. И сите ги кажуваат. Ширдените на твојот сопруг, така? Да го споменеме и Бубо, него. Каров и Васко може да ги прашаш. Да, од К15. 5 тави ширдени отидоа кај нив да се јада, да се пија. Браво, нека се наздравија. Спремни, Браво. тогаш во тоа време зборувам, ко беа и тие екипа, знаеш. Да. Со нив многу тој си имаше соработка. И тие 5 тави ги спремавме во 2 шпорина кај нас и по комшиите тавите ги спремавме. И се однесоја ширдените, се изедоја презадоволни. Мераци. Сега кажи ми, откако ќе ги испржиш пиперките? Сега ќе ги испржиме. Тие се веќе ко мај готови, така? Што следува после? Уште малку. Да. Што следува после? Ќе му ставиме бијаното сирење. Врзнив ги ставаш? Врзнив, вака ќе ги потргнеме пиперките. И на крајот јајцата ќе му ги туриме. Јајца, па стварно богат. Уште малку да не бидат живи. Некој по свој вкус ставаат и домат. Меѓутоа доматот пушта вода, се глекави идат. Сега, значи, секое парче сирење го валкаме во... валка во... Еве, јас ке ти ги извалкам. Да, да бидат готови. Да си ги имаш готови на рака да ти се. И муабет си правиме и готови ке бидат. И јадењето ќе ни биде готово. Еве, повели. Фала. Значи, во пченкарно брашно се препелка. Да, инаку се топи сирењето. Ете така. Толкаво е така. Ајде, колку ти собере, толку. Да. Уште малку да ги запржиме, да не бидат како живи. Нема убави да бидат. Они со сиренцето ќе се допржат. Ќе мораме вака со рака. Така, се со рака. Пошто сме, така значи. Пошто сме викендашки овде. А добро, какво е ова сирење? Кравио? Ова е кравско сирење. Кравско. Овчкото е жолто. По-жолто. Да. Ние, например, правиме, испржиш пиперките, ставиш сирењето дробено, ставиш јајцо одозгоре, не со ваков тертип, па да се препелка во пченкарно брашно. Знаеш зошто? Не, ама ние не ставаме биено сирење. Ние ставаме обично сирење, ама во прилеп, значи кај вас е специјалитетот баш со биено сирење. Супер. Ти требате еве ти 2 вилушки, повели? Сега. За да ги... Ја сама се сетов. Така, значи, ќе треба да се преврти, ова како умекнува. Не, уште малце, нека се пропрши. Нека се пропрши. Сега ги превртуваме сиренцата, пошто се запржија. Убајна. Сега од другата страна. Така. И на крајот ќе му ги туриме јајцата. Како се мириса, цела шума за мириса на пиперки и на сирење. И знаете што имаме едно изненадување од госпоѓа Иванка што измеси едно лепче тука и го печат во шпоретот на дрва. Па кога ќе му седнеме сега, макај тоа на газдата до ручекот му го изедовме.
Повели, еве ти го јајцето, да ти е нарака Да, тука. проверувам. Ова е чиста. Значи, додека твоја рака не фати, нема попуштања. Ми се допаѓа Ги тоа. тураме. Значи, јајцата преливаме со... Преливаме низ јајце. цело тавче. Така, и не мешаме, така? Не. Нема мешање. Нема мешање. Оти ако го измешаш, сирењето ќе се искини Така. и нема да биде тоа што треба. Не чека тешка работа. Тешка работа не чека. На диета сме. Не се важи денеска. Еве вака Денеска помалку, ништо. само Помалку за да правиш простор. Да, да појди Така. јајцето долу, да може да се испржи убаво. Да не биде живо. Еве, она почна веќе меури да си вади. Да. Останете со нас, почитувани гледачи. Сега ќе однесеме тавата во трпезаријата, во домот сувенир, каде што ќе се собереме сите и сите заедно ќе ручаме. Драги наши гледачи, значи, како беше газдинскиот појадок, ние на масата како што јаделе, при лепските газди, така со сите нишани, не едно јајце, 10 јајца, не едно парче сирење, 100 парчиња сирење. Меѓутоа, ова е посебен затоа што имаме, нели, биено сирење, вие видовте како нашата гостинка денеска Марга тоа го направи, па да го пробаме. А имаме, инаку пред да пробаме, имаме и домашно лепче. Еве, ајде да си скршиме, отики ни треба на смакање, нели? А знаете и зошто? Овој газдински појадок ќе го јадеме исто така со ова гравче. Гравче го гледате со суво месо, значи цел казан. Знаете кој го направи? И сакам да ја поздравам од се срце госпоѓата Иванка и за неја еден голем аплауз кој што работи во кујната на овој дом за стари лица во Самоков сувенир, затоа што таа вели дека е, нели, мајсторка голема токму за повели добрици за тебе. Вела дека не секој знае таков грав да направи. Ова е баш како оние манастирските гравчиња. Но да почнеме сега. Ајде, Марга, да ми ставиш помалку, за сите да има, нели? Малку, ки има. Ете така. А во ова плиткото, а во длабокото, Добрица да ми стави од гравчето со суво месо. И едното и другото да го пробаме. Така и течност малку, течност повеќе, да си изнасркам. Ете така, ајде сега да го пробаме прво ова. Ајде, мејка. Леле, колку е убаво. Леле. Па не знаеле шо јадат, нели? Не знаеле шо јадат, море знаеле какви убави јадења. Ова за мерак, леле. Зато си вика газдински појадок. Малапни голтни. Да. Па и малку Кој е? љутко. Многу јутко. Но сега да го пробам неговото величество гравот. Гравот од казанот. Леле, луѓе, не сте јаделе поубав грав. Не сте јаделе. Иванка, рацете да се позлатат. Рацете да се позлатат. Амин. Драги гледачи, ние си остануваме овде да другаруваме сите заедно во ова убава природа, во ова убаво обкружување со добри луѓе, со цело срце отворено.
Сега, драги мои, сакам да наздравам, значи за пријателството, за другарството помеѓу нас, сакам за овие добри луѓе и знаете што? Наздравувам за Иванка, за шефицата на кујната која што навистина сите овде што се во домот за стари лица ќе уживаат во незините специјалитети. На здравје, Иванка, на здравје, Марга, да си ни здрава и жива и ти за овие убави работи што ни ги направи. На здравје на сите, ручекот. На здравје.